фудбалот не е само за фудбалерите, а добро е тоа што и најмладите, нели, љубители на фудбалот се директно вклучени, а сега и со нетрпение и со голема возбуда го следат и мундијалот. Така е, затоа што тие се тие што треба фудбалот да им ги подгрева амбициите, ако ништо друго да ги учи на спортски начин на живот, на дисциплина, а ние барем тука во Македонија знаеме дека секое мало има спортски терени и децата веќе од најрана возраст ја развиваат оваа љубов. Затоа и го запазивме редот, па така предлагам да слушнете еве и која фудбалска школа за млади играчи ја посетив. Наред дојде уште една фудбалска школа, фудбалската школа Водно, уште едно место каде се раѓаат македонските фудбалски таленти, кои се надеваме еден ден ќе ги видиме и на европската и светска сцена. Со нас е тренерот, ќе ни се представи себе Саше Божиновски. Саше, од кога датира школата и како е сега атмосферата кога е за време и на светското првенство? Па вака, ние почнавме со тренинзи 11 мај 2023 година. Прилично сме нови, скоро, мислам, 3 години. Како постоиме и во моментов е така, малце сме во залез на првенството, сите речиси да заминуваат на одмор, нели светското првенство почна. Само што се вративме од турнир, бевме на Драган Манце купот во Белград. Одлично искуство за децава, каде што поминавме супер 4 дена во надпреварувачки дух и за децата и за нас. Таму го проследивме отварањето на светското првенство, што беше нели сите групно 50 деца со 3 тренери бевме ми само го гледавме отварањето. Беше супер и за дружба и за се. Пред да преминеме на она што е најактуелна тема светското првенство, уште едно прашање за конкретно школата, за овие години на функционирање од 2021 навака. Колку сте задоволни со развојот, како оди и кои се некои наредни планови за блиската иднина и како оди воспоставувањето на комуникации со други фудбалски клубови и школи како од Македонија така и од странство? Па вака, искрено сме доста задоволни поради тоа што моментот е почнавме со 11 дечиња, од кои пола ни беа родни ни пријатели на првиот тренинг. И сега како што тераше времето, луѓето препознава затоа што ние држиме индивидуални тренинзи со ортакот. Next level е тоа. Доаѓаат и репрезентативци и се, меѓутоа фокусот беше на ФК Водно, добро одиме, дојдовме до нека сериозна бројка, до сериозни дечиња таленти зборам, каде што еве во април месец бевме на турнир во Шпанија во Овиедо, каде што тоа беше едно одлично искуство, предобри терени, услови, боли глава. Освоивме медали таму, освоивме сребрена лига со двете генерации кои што бевме. Така да искрено сериозно работиме, доста сериозно само да работиме и следни планови ни се во исто така имаме покана во декември, од 4 до 7 декември во Мадрид на терените на Икер Касилјас, на исто така сериозен турнир во кој што ќе учествуваат Барселона, Реал Мадрид, Атлетико, да речеме европскиот крем. И сме пријавени, ќе учествуваме, така да сега фокусот ни е таму, према тоа. Така, убави гласини и зборови се шират за ФК Водно во градот, за тоа сведочат нели дечињата и бројот на дечињата, но уште кратко, каде сме со кога велите турнирите надвор од земјава, колку се разликуваме од тие дечиња таму? Па видете, може ли да парирам? Па видете, знаете како кај нас има тоа едно некое непропишано правило, доке 13-та, 12-та, 13-та година сме искрено да не речам дури и поквалитетни. Меѓутоа проблемот е после таа година, проблемот е во целата таа инфраструктура, во залагањето и прво и на децата, па потоа на родителите на клубовите, затоа што после како да се губиме, како они и работат и на физикус и на исхрана, што е многу важно. И така да после некоја 14-та година знаете како да едноставно тонеме ние, они се развиваат и како немаме решение за се тоа. Таму е најголемиот проблем. До 12-13 година сме стварно, дури да не речам и поталентирани, затоа што сме многу талентирано поднебе, општо тука на Балканов, сите сме талентирани, меѓутоа како после таа 14 година да имаме некаков проблем, некоја блокада во главата и меѓутоа и не е само до децата, тука си условите, за жал. И нас што ги имаме, видовме, тоа е страшно нешто што си имаме конкретно во Шпанија, тоа е страшно нешто што го видовме, комплекси по 12 терени со теретани, со чуда внатре, што се нема. И реално условите си го прават своето.
кога зборуваме за светскиот фудбал, она што е сега во жижата на целиот свет, тоа е светското првенство. А како ви се чинат првиве резултати, барем што можевме ги видиме овие недела дена, и имате ли некој свој фаворит и зошто е баш тој? Па вака околу резултатите, искрено сите како мислам почнато е во Грч сет си први надпревари, нели сите ги чуваат цилите за понатака, е конкретно имаше некои разочарување сега. Далеко тоа дека Мароко е неквалитетна репрезентација, меѓутоа Бразил е Бразил. Искрено ете вчера и Белгија со Египет, реално сите очекуваат нели од европските екипи многу повеќе. Меѓутоа ете гледаме дека фудбалот веќе почна сите да го играат и да го разбираат и не на секој ќе му биде лесно. Ете видовме дека на еден Бразил со Мароко нема да му биде лесно. Па и видовме и разочарување Шпанија со Капе Верде 0-0. Европски шампион, значи не секој ќе се предаде, не секој дошол таму со бело знаменце само да дигне и колку да се учествува. Видовме дека сите се дојдени се надпреваруваат. Мој фаворит уште од дете е селекцијата на Англија, за шал не сум можел да се израдувам до сега на некој успех. Ете може и на европското второ место, меѓутоа не е тоа. Се надевам и сам ете уште од времето на Бекам сум јас за нив омилен фудбалер. И така да се надам дека ќе стигнат барем до некое, не знам, по-сериозно се уште го чекаме нели првиот надпревар да видиме да им се случуваат чуда на кампот каде што се организира земјотреси, едно друго кражби чуда. Така да ќе видиме што ќе види. Сепак е фудбал, сепак сите го играат 90 минути, се може да се случи. Така, од звучните имења ете издвоивме Англија уште кратко, која селекција од овие по не толку звучните може да догура повисоко? Со тоа до сега што го видов, мислам и сериозно треба да се смета на Мароко, затоа што реално изигра одличен фудбал против Бразил. Искрено од други вака екипи не толку имав простор и време да го гледам поради тоа што како што ви напомнав бевме на турнир и малце се доцнат преварите и малце лош тајмингот. Требаше да се станува рано, да се легнува рано и така да единствено ете нешто што можам да го извам Мароко и сега ќе видиме ете и вчера искрено и Египет доста квалитетен надпревар одигра со Белгија, така да може да се случи се на светско, претпоставам и би требало да има изненадување. Ви благодариме многу, да не ви одземаме од тренингот. Време е никад си помладите и да се видиме на некое следно снимање со поголеми успеси и со македонското знаме проширено низ што повеќе земји од Европа и од светот. Дај Боже, ви благодарам многу. Фала ви многу. Поздрав. Како што веќе кажавме, ФК Водно е една од најперспективните фудбалски школи кај нас, а перспективна школа има перспективни фудбалери. Едни токму двајца такви се со нас денеска тука. Па, момци, прво представете ни се. Јас сум Јаков Пецев. Јас сум Горен Јанкуловски. Па и позициите може да ги слушнеме што играте на терен. Јас сум играм центар бек и капитен сум. Ја играм десно назад, исто така сум капитен на генерација 2015. Колку време веќе тренирате фудбал и што ве натера баш за фудбал да се одлучите кога толку многу спортови има? Па јас тренирам 6 скоро 7 години и прв пат кога видов топка и почнав да шутирам и се залюбив во фудбалот и така. Така. Освен што шутирате, тренирате напорно нели на терените, играте надпревари, сега следите ли светско првенство и може ли да издвоиме по некој фаворит? Да, мојот фаворит за ова светско првенство е екипата на Франција. Зошто? Бидејќи се голем фаворит за освојување на ова светско првенство. Гледаш, имаш некој омилен играч од Франција? Да, мојот омилен играч исто така мојата позиција игра Салиба. Центар бекот од Арсенал. Дали ти се сложуваш дека или дека навијаш за Франција или дека можеби е фаворит или имаш некој свој фаворит и за навивање и за титула? А јас исто мислам дека Франција може да го освои зашто имаат доста квалитетни играчи. Еден од моите омилени е Дуе. Така. И мислам дека има доста шанси да го освојат светското првенство. Која репрезентација мислите дека вака ќе им биде на французите најголем проблем кога ќе се сретнат во борбите за медали, ако се сретнат? А ја мислам дека најголем проблем ќе им биде Шпанија или Аргентина, зашто стварно се квалитетни екипи, имаат доста квалитетни играчи и ќе биде тешко. Така. Франција од кој треба да стравува најмногу? Па јас би рекол Португалија, зашто има солидна екипа за да се спротивстави на Франција.
За крај на секој фудбалер е сон нели да заигра во некој голем клуб, па да ги слушнеме накратко и вашите сонови. Мојот сон е да играм за Барселона како и на многу деца. Дали тоа значи дека во приватниот живот најуваш за Барселона? Да. Така. Ти? Ја исто сум за Барселона и сакам да играм таму. Многу е големо искуство да отидеш таму и да играш и јас сакам таму да отидам и да играм еден ден на титулен. Момци, ви посакуваме да ви се исполнат и овие желби и да ви се исполнат, дај Боже, и желбите за репрезентација што секој млад фудбалер ги има, па еден ден да ве снимаме како големи фудбалски звезди. А до тогаш работете напорно и не се откажувајте. Фала ви. Чао, чао.